Јас мислам дека ова решение е произлезено поради настаните од последните два изборни цикluси со изборот на тројца професионални членови, нели вкупниот број беше 9. Тоа е изнудено решение и е преодно решение колку ДИК да функционира и да ги превзема дејностите. А во минатото се има покажано како добро решение, но сепак конечното решение мора да е професионализација исклучува на ДИК. Но според најавите и следното решение ќе биде еден вид со партиски членови, значи повторно доаѓаме до ситуација дека никој нема намера да направи професионализација на ДИК. Во моментот како што самите знаете, ДИК не работи, предвремени избори се можни, можен и референдум. Пазите, најопасната работа е што го нема ДИК, а се најавува референдум. И сега би прашал јас кој го прочистува списокот, клучен елемент за референдумот. Значи, да не зборуваме сега за предвремени избори, али Државната изборна комисија го спроведува и референдумот на државно ниво. Така да најголемиот проблем го гледам тука.